Добар ден, почитувани колеги советници, почитуван градоначалник, почитувани работени во локалната администрација. Врз основа на член 39 од Закон за локална самоуправа на Република Македонија, службен вестник на РМ број 5/02, член 15, од статут на општина Росман и член 58 став 1 од деловникот за работа на Советот на општина Росман, службен гласник на општина Росман број 7/06, го донесувам следниот следното решение за свикување на 13-та седница на Советот на општина Росман. За работа на оваа седница, согласно пристигнатите материјали од овластени предлагачи, а врз основа на член 60 од деловникот на Советот на општина Росман, го предлагам следниот дневен ред. Пред да го прочитам дневниот ред, да го ставам на гласање или да го записникот од минатата седница. Дали некој има забелешка на записникот од минатата седница? Провали Павле. Благодарам, председателе, почитувани колеги советници, почитуван градоначалник, почитувани присутни. На минатата седница поставив неколку прашања до градоначалникот на кои требаше да ми одговори дали писмено, дали усмено, каже дека писмено до денеска не е одговорено, значи тука у записникот стои дека градоначалникот даде одговори. Тие одговори не се дадени и ќе побарам пауза 10-15 минути да ни дадете одговори на прашањата што беа колку телефони се користат у општината, колку средства се потрошени за ден и колку фактури се исплатени за гориво. Благодарам. А пред да продолжиме седницата, сакам да ви известам дека од денеска се зголемува нашето мнозинство на совет со председателот на Подем, кој би сакал и лично да се изјасне. Благодарам. Почитувани граѓани на општина Росман, почитувани колеги советници, како коалиција од редовите, или како председател на Подем, а коалицијата на ВМРО и Подем заедничка коалиција, бев сам на изборите, значи како знаете јас освоив таму 300 гласа. Штом ВМРО и Подем договорили на повисоко ниво дека треба да одам со нив во коалиција, јас тоа не можам да го оттргнам и према некои притиски што ги доживеав од некои членови на СДС, затоа морам да ја прифатам оваа понуда и одам во коалиција со ВМРО. Стоа 10 минути пауза. Значи го ставаме записникот од минатата седница на гласање. Кој е за? 1, 2, 3, 4, 5, 6. И ти ли? Што ме 9, 8 за. 8, како нема, 3, 8 се 4, 7, јас сум 8. Дневен ред, точка 1, предлог ребаланс на буџет на општина Росман за 2022 година. Точка 2, предлог годишна програма за работа на Основно општинско училиште Пере Тошев Росман. Точка 3, предлог одлука за зголемување на бројот на деца во јавната установа детска градинка Праскичка, Росома. Точка 4, предлог барање за финансиски средства за нова сезона поднесена од ФК Росман 83 и точка 5, советнички прашања. Го ставам записникот на глас, дневниот ред го ставам на гласање кој е за. А не, момент да имам дополнување на дневниот ред од градоначалник, подградоначалник. Почитувани сограѓани, почитувани представници на медиумите, почитувани членови на Совет. Би сакал да го надополниме дневниот ред со предлог, анекс кон договор за потврдување на меѓуопштинска соработка со општина Кавадарци. Се работи за продлабочување или зголемување на нашата соработка меѓуопштинска меѓу нас и општина Кавадарци во делот на областа за управување со градежно земјиште во собственост на Република Северна Македонија согласно Законот за градежно земјиште, бидејќи потребни се двајца за да ги исполнуваат условите за располагање со градежно земјиште, а еден ја напушти општината, ние мораме да склучиме договор со општина Кавадарци со цел да продолжиме со управувањето со градежно земјиште. И со оглед на тоа дека
има заинтересирани и потенцијални, би рекол, инвеститори, сметам дека оваа точка треба да се усвои од страна на вас, членовите на Совет. Ви благодарам. Hvala grančalnik. Ставам точката на гласање, како точка 6, анекс договор со Кавадарци. Кој е за... Па на дневен ред ја ставам таа точка. Да се го ставаме на гласање, дали се прифаќа да ставим на дневен ред? Допълно на дневен ред Да. за оваа точка. Да. Кој е за? 8 за. Значи тоа е 6 точка анекс договор со Кавадарци. Одиме со првата точка, предлог ребаланс буџет на општина Росман за 2022 година. Сега гласа го комплетниот Или го ставам на гласање комплет дневниот ред. дете со дополнување. Со дополнувањето точката 6. Кој е за? 8 за. Значи можеме да одиме со првата точка на дневен ред. Предлог ребаланс на буџет на општина Росман за 2022 година. Дали некој има збор за оваа точка? Боли Павле? Тој не мора, значи, не ги има ребаланс, защото ако има забелешки, некој нека Да, си Павле. си каже, иначе. Може, Павле. Защото ще почитаме на... Они имат пред сите што е. Да. Благодарам, председателе. Почитувам го разгледав, значи, ребалансот и наидов на неколку забелешки кои не ме бендисуваат, а пред се не ме бендисува, значи ни носиме, бараме ребаланс од постоечкиот буџет, а немаме поминато ниту еден квартал на општина Росоман, кај што не знаеме колку средства до сега се потрошени, а бараме ребаланс. Значи не знам зошто кварталите не се работат, дали службите тука одмарат, паузират, не знам што е работат, значи немаме квартал до сега ниту еден поминато, кај што не знаеме што се дешава со буџетот. Тука гледам дека расходи за репрезентација се зголемуваат од 110 на 210 000 денара. Значи, у вакви периоди на кризи, ние со гоштевање не може да прекиниме. Си тераме кој колку сакаме и како сакаме. Значи, тука би предложил да се скинат тие средства од репрезентациите. Расходи за репрезентација исто и на градоначалникот се зголемува од 120 на 200.000. Исто доколку би го гласали овој ребаланс, барам да се укинат тие средства, бидејќи гледаме некои општини како немат ни денар потрошено за ребаланс, за репрезентација, а кај нас се троше. 421 410 горива и масла за моторни возила. Од 290 на 390.000. Зошто се зголемува толку? Рушење објекти. Имаме рушење објекти од 16 на 56. Каде се тие рушење објекти? Колку има рушено и дали ќе се рушат уште други објекти? И еден куп има со други договорни услуги, не знам тоа до кај стија, значи 425.990 други договорни услуги. Привремени вработувања од 980.000 на 1.580.000, значи тука од ова говорница уште носењето на ребаланс на буџетот прашав зашто се вија 980.000, раководителот кажа тие за постоечките 3 вработувања. Сега тука, значи ги излагаа и за тие немат пари, еве гледам дека значи за 3 вратите, а седницата назад ќе видите дека за 3 кажа и тоа ги посочи секретарката, како беа, да, хигиеничарката за Дуле беше, да. Значи за трите рекоте дека тие пари се за трите вработени во... Сега немате, значи, пари, ви тогаш, значи, не излагате, у тие период не излагате, ни ви изгласаме, не ви направиме ниту една забелешка во буџетот. И тука предлагам да ги намалиме средства, ќе видиме како ќе одлучиме. А колку е да ги намалиме, пример, на 280.000. Други трансфери 464.990.
630 на 930.000. И уште едно, значи, изграба на јавно осветлување, тука се намалуваат средствата. Во една прилика, значи, у претходна некоја седница, една-две, со градоначалникот дојдоме малку дискусија дека уличното осветлување како се поставени тие лед светилки и сега недозавршено уличното осветлување, ни ги намалуваме средствата во улично осветлување. А не се довршени, комплетно не се завршени уличното осветлување. Значи, и не знам од каде тоа за улично осветлување е дојдено дека треба некоја, ако некоја улична светилка не свете негде, да некој треба да ја пријави у општината. Службите се дојдени на терен и не ги менјат уличните светилки, не била пријавена во општината. Секој требало да се јави. Значи, службата која дошла а гледа дека не свете таа светилка, морало да биде пријавена во општината. Значи, дајде да бидеме малку по-конструктивни кога се работи на терен, дека ја гледа, стварно ја гледа, дека не свете да ја промене, зашто да биде пријавена во општината. Тоа е сега за се. Ви благодарам. Почитувани советници, почитуван градоначалник. Значи, зголемување буџет на општината од 67.880 на 72.730. Тие средства се зголемуваат од пренесен вишок на буџет на општина Росима, што во буџетот за 2021 за 21 кога сме го носиле буџетот сме планирали 23 милиона да се пренесат на 31.12.2021 останали 27 милиона 099 динари. И тие средства ги планираме во буџетот, само таа ставка е зголемена што се однесува на буџетот, додека за школото и за градинката со ребаланс на централниот буџет имаме зголемување од 39 милиона 877.000 што се планирани за двете установи се зголемени на 42 милиона 483.000 денари. Расходниот дел, кажавте, зголемување кај општинска администрација има една ставка од 110.000 репрезентација на 210. Сега еве ги побаравте фактурите, тие фактури се исклучиво за репрезентација и фактурите не се платени. Тоа се средства што се, фактури што се стигнати во овој период, а се однесуваат за денот тоест за дуовден. И за тоа, за да се платат хотел фени, сместување на гостите од Турција и од другите држави што се дошли од Србија и од Романија. Има 82.000 денари, има 67.000 БОБИРК, фактурите ги побаравте, ви се доставени, и за тоа се зголемени овие 100.000 кај Совет, другите позиции се остануваат исти, кај градоначалникот исто има зголемување од 120 на 200.000 денари. Уште еднаш да повторам, сите овие трошкови што се зголемени за репрезентација се фактури што се стигнати у овој период и тоа се однесува за довде. Општинска администрација има намалување за плати од 3 милиона и 900 на 3 милиона и 100 и придонеси од 1.550 на 1.320. Овие средства сте виделе кај има намалување. Тука има само зголемување 10.000 за патни и дневни трошкови во случај ако се оди, пошто се најавуваат пак да се оди за Турција. 1.580 има зголемување за 1.581.000 имало за комунални услуги, зголемени се на 2.311.000 исклучиво за електрична енергија. Знаете дека струјата поскапе скоро дупло и за тоа сега нема средства за да се покриват натаму средствата. Телефони, телефакс зголемување за 100.000 денари.
Гориви и масла 390 од 290 на 390, знаете дека скипот го плача исклучиво општината и тука се ради тоа се зголемени тие трошкови, до сега има негде околу 160.000 потрошено за скипот, за фактури и до крај на годината сигурно ќе има, ако се настави, пошто сега сепак е префрлено на комуналното предпријатие, ал сите трошкови и плаќање на лицето кое што управува со скипот и трошковите што се прават за скипот, горива и одржавка, ги плаќа општината. Кога бева одлуката усилото и префрлен скип? Како? Од кога одлуката треба да се префрле скипот му е даден на комунално, а него не е уште преземен? Не е преземен, фактурите доваѓаат на општина Росма. Знаете, и комуналното и они немат доволно средства, затоа се фактурите доваѓаат, затоа се зголемени тие 100.000. Конкретно за горива, што праша. Материјални трошкови, материјални и ситен инвентар, овие од 831 на 1.111.000 се зголемени, тука се трошкови што се планират за покривање на трошоците за детската градинка и сега има активности околу новиот дел што се гради и затоа се тие средства планирани у кајна со буџетот, пошто и они немат доволно, едва имат за плати, така да сите трошкови горе-долу што настануваат ги покрива општината. Прехранбени продукти 145.000 на 245, овие средства ги планираме за денот на општината за во крај на годината, што е на 17. Затоа 100.000 се планирани. Знаете дека од прошлата година трошковите што се направија, се организираше прехранбени продукти, општината го организираше, сите фактури се платија во 2022 година. И затоа се 100.000 плюс има зголемување. Договорни услуги 700 од 472 211, консултантски услуги 70.000 денари, тоа и градоначалникот што постави дополнување на точката на дневен ред. Знаете, за да функционира општината, за да може да располага со градежно земјиште, треба да има двајца луѓе што имат лиценца. Беа Ѓорѓи Крстевски и Радмила Делова, Ѓорѓи се замина и за тоа што треба во моментот треба да се направи договор со општина Кавадарци за да може да се продолжи постапката за отуѓување на градежно земјиште и тука се планирани 50.000, не знам колку би били доволни, ал тоа е. Ова што го кажавте дека сте на некој начин били излагани за привремени. Тоа е рушење објекти, сега вие објекти што се рушат, еве се рушеа тука околу партнерното уредување, тие се наши трошкови изнесување на овој сметот и сега овој дел што се покриени на Борче, тие трошкови се, не се тие околу 40.000. Тоа е што се рушеше на бараката, мислам, или гаражата, како да речем, на Спасот, тоа ѓубре ние го, тие трошкови ние ги сносевме и за тоа се ставија 40.000 плюс. Привремени вработување. Никој не е излаган, беа за тројца луѓе, сега се 6 луѓе вработени и за тие тројца што се од 1. јануар што се дојдени после нова година, што се дојдени, тоа е правникот, има лице во Чире, економист и во градежен инженер во урбанизмот. За тие три лица, за тоа се јави недостиг на средства. Тие средства беа доволни за тројцата луѓе, сега дојдоа уште тројца луѓе, сега да сигурно знаете дека општината останува со 5 вработени луѓе, еве и сега и правникот кој ќе замине, Ѓорѓи Крстевски се замина, со 5 вработени ќе остане во општината, затоа овие луѓе би требало да продолжат активностите за да може да функционира општината. Разни трансфери, има зголемување од 805.000 на 1.105.000, тоа се имаме 300.000 добиено, се распиша тендер за удомување или како гласеше за кучиња скитници, 300 за лојување, 300
50.000 колку ше, ветеринарна станица Неготино го зема тендерот и тие средства, пошто немавме тендерот се распиша после Нова година и тие средства се зголемени и се ставени у други трансфери. Тие се средства од 336.000, точно сум напишал, пошто председателот за јавни набавки ми сугерираше 336.000 за не зголемени, за да се покриват трошковите што до сега има негде околу 100.000 потрошено, 100.000 за таа намена. Социјални бенефици се зголемени, социјални надоместоци од 150 на 200 и еднократна парична помош од 45 на 90.000 денари. Урбанистичко планирање зголемено за од 430 на 630, 200.000. Понатаму, јавно осветлување од 1.650.000 на 3.100.000 и овие средства не знам колку ќе бидат доволни, пошто сега еве што стигна сега фактурата, обично летните месеци се многу ниски фактури за јавно осветлување, сега што стигна најновата фактура денеска е 330.000 денари, јас стигнале околу 90 до 100.000 максимум. Значи, 3 пати повисоки цени. Јавно осветлување, изградба на јавно осветлување 1.220.000, у консултација со градоначалникот и тендерот што е распишан за јавно осветлување и има доволно средства, се продолжи, негде околу 600 или 800.000 се планирани за тоа се намалени, и има доволно средства за набавка на нови светилки и тие средства што се намалени, еве одмак и гледат испод вас, ЈД, од 16.685.000 се ставени 1.000.000 денари на изградба и реконструкција на локални патишта и 1.000.000 денари се ставени во изградба на систем за водоснабдување. Од 10.260.000 на 11.660.000. Средствата се исклучиво наменски од капитални во капитални. Само се префрлени од една позиција на друга. Од јавно осветлување на изградба на улици и изградба на систем за водоснабдување. Водоснабдување, други и овие што кажавте за спорт, за спорт и рекреација, трансфери до невладени организации. Тоа се однесува 100.000 се зголемени, пошто има и више и барање стигнато за 100.000 денари за да се одобри на ФК Росоман. И за тоа се од 260 зголемени на 360.000. Невладени организации се однесуваат исклучиво за, и еве кај се ставени од 463 на 463, 120, од 260 на 360 за трансфери до спортски клубови. Тоа е за општина Росоман за буџетот, исклучиво намалување од плати, се распоредени на овие позиции од плати од општинска администрација за надокнада на времени вработување и другите средства се распоредени онака како што има потреба за репрезентации и други. Мислам за репрезентации не се, тие трошкови се исклучиво со одлука на Советот. Побарано е 360.000 за Довден. Еве ги видовте, тоа се 80% и повеќе се репрезентации. И за денот на општината сигурно ќе има уште повечко направени тие, ако нема доволно средства за да се покријат, се префрлат во буџетот за 2023 година. Тоа е за буџетот на општина Росоман. Не би се задржувал за школото и за градинката. Сте приметили дека поголем скок има кај детската градинка. Таму има зголемување од 1.100.000 за детска градинка и за школото. Тие средства се планирани претежно за плати и за оние потреби што им не достигат, претходно за најмногу за струја и за гориво за нафта. Гориво за нафта. И за школото и за градинката се зголемени за превоз,
за школото, за превоз, за нафта и за струја. И има околу 1 милион денара зголемување за плати, пошто има најава дека од септември че има 15% покачување. И за тоа се зголемени и за градинката и за вак. Толку. Hvala, gradonačelnik. Sve Kovle, Ivanića. Hvala. Вака, значи само да појаснам до жителите на општина Росуман дека колку работе, колку средства се истрошени. Значи никако Совет одобриме 360.000 за довден. Значи во моментов општина Росуман должи према угостителите. Значи таа граница е надмината, тоа никој не го почитува, Советот ќе го донел колку пари треба да се истрошат и до која граница да биде. Значи дали мора да се помине тие лимити или може да се намале. Кога се трошат средства, треба да се води рачун. И уште едно беше кај вработувањето точно дека се излагани. Значи тројца ние сме донеле средства, одлука сме донеле за цела година, не донесуваме за 6 месеци. Си зимате уште тројца, 5, 6 и сега ние идеме у незавидна ситуација, што да правиме? Значи кој ги излага, не ги лажиме ни? Почитувани члени на Совет, почитувани граѓани, почитуван член на Совет Павле, значи никој никого не е излагал, никој никого не е надмудрувал. За потребите и за функционирање на општината, за соглед на надлежностите кои што ги има општината, потребни се луѓе за работа. Бидејќи минатата година не донесовме план за вработување, единствен начин да ангажираме луѓе е преку Агенцијата за времени вработување. Овие луѓе во изминатиот период покажаа дека навистина се на ниво на нивната задача. Зборувам за плюс тројцата луѓе, затоа што за општина да водиме ни треба и помлад правник, и во финансии, и во урбанизам, што за жал, како што каже и Радко, постав на пензионирање, двајца не заминуваат, еден си даде оставка, значи потребни се овие луѓе. Никој не е излаган, никој не е убедуван, никој не се на некој начин надмудувал. Туку едноставно за потребите на општината се зголемуваат овие средства кои што одат за плати на правничката, на дечкото во финансии, на Ивана во урбанизам. Значи навистина имаме реална потреба како општина. Верувајте дека без овие луѓе нема да можеме да ги исполнуваме нашите обврски кои што ги имаме како општина. Многу работи ќе застанат и многу работи нема да функционираат и после тука на говорница ќе слушаме за нефункционална администрација. За да биде функционална администрацијата мора да имаме луѓе за работа. Јас се надевам дека на некоја од наредните седници заеднички сите ќе го донесеме и планот за вработување и од година нема да зборуваме за вработување преку агенција, тука ќе зборуваме за вработени во општинската администрација. Токму за тоа немаме потреба тука да зборуваме за лажење, никој не е излагал. Во однос на репрезентациите во однос на фактурите кои што стигаат за Духовден фест. Ево и председателот е тука, може и он да разложе колку гости имаме, заеднички, сите, најголем дел од вас, не сите, не може да речам сите, беа присутни за време на манифестацијата и со гостите. Ви благодарам. Зошто градоначалници викаме дека дали се излагани, дали не се излагани. Значи ви на своја рака си работите, си зимате, сте си зеле луѓе, а не сте планирале дека немате пари да ги платите тие луѓе. Ако сега ни не ви изгласаме средства за да ги платите луѓето, кој ги излагал? Дали ќе бидат излажани или нема да бидат излажани? Значи не е ни дека ги лажеме, ни само ги носиме одлуките. А ви ги спроведуите како ви што сакате. Почитувани медиуми, почитуван градоначалник, почитувани колеги советници,
внимателно ги слушав сите критики, забелешки, реплики, одговори, образложенија од стручното лице за финанси, од градоначалникот, од колегите советници. И мојата дискусија повеќе че премина на резиме и се надевам да некое изнаоѓање некое решение од ова, како да кажам, да си изразам спортски опсайд ситуација. Некојаш и головите се признава да е опсайд, така да ќе видиме што понатаму. Ќе ги резимираме работите чекор по чекор, од колегите советници, од градоначалникот, од председателот на совет и на некој начин ќе давам забелешки, критики и како понатаму да работиме тука, а да бидеме ефикасни и исполнителни. Забелешка е на нашата советничка група од редовите на ВМРО ДПМН што кварталите не се донесуваат редовно, така да во ова тековна година, 2022 година, ние немаме ниту еден квартален извештај за потрошени средства во општината и сега градоначалниче и општинската администрација може да не сватат ние советниците како сме засегнати од таквиот реципрочен однос кон советниците. Па замолувам на следната седница, замолувам една замолница да барем двата квартали да ги донесиме, квартал 1, квартал 2, колку е општината реализирано, колку не е реализирано, колку сме потрошили, колку сме ефикасни и така да ние ќе имаме една појасна слика за сето ова што се случува и што го дискутирам. Значи, мој совет, сугестија е да смогнеме сили, знам дека е месец на годишни одмори, но мислам дека ќе успеете да ги сработите тие двата квартала и да ги разгледуваме на следниот совет. Значи во иднина да не ни се случува да носиме ребаланси, а да не ги разгледуваме кварталните извештаи. Втора забелешка и препоръка е моја да ребалансите на буџетите да се креираат сите советници заедно во досните вечерни часови, кога во временски период кога сите сме слободни, ќе изнајдеме еден час, 2 часа ако се потребни, после 19-20 часот, сега денот се намалува и да ги дискутираме и сите овие нејасноти и прекриени работи во наводници, да ги дискутираме тогаш, а не сега на говорница. И сега после овие дискусии и образложение на раководителот Екс за финанси или стручното лице за финанси, че кажам дека тука има и голема вина и председателот на совет, да не бега од вина, че ги кажам сега работите кои се, најмногу што боде очи во кај на советниците и колегите советниците е дадените репрезентации. Ние до ден денеска немавме представа колку е истрошен за духовен фест, иако знаејќи дека во кога беше таа комисија за манифестации, донесовме одлука 360.000 денари за организација на духовен фест. Знаејќи дека во таа манифестација идат голем број на гости од Србија, од Романија, од Турција и каде што сите ние советниците, дел од советниците, женскиот пол тука ќе го изоставам заради тоа што женскиот пол советничките не учествуваат во тие како да ги кажам дружби и можам слободно да кажам дека дел од советниците има одговорни советници и неодговорни советници, доблесни советници и недоблесни советници, сите тоа да го знаеме да бидеме малку само критични, за тоа што некои од советниците можеат да седат во приватна режија и да гледаат го гледаат тајзи, а некои можеат да одат и да прават сметки со за мене неприфатливи бројки. Така да на ова пред да почне советот, ние советниците од ВМРО ДПМН побаравме точно кои се подпишани и за следната седница ја замолувам Анастасија, правникот, да го води како задолжување до општинската администрација
дадените фактури да е во една кратка табела од колку се подпишани. Значи, ние најдомачински го организиравме духовен фест во старото училиште, да поминеме со минимален трошок и сега се доаѓаме засегнати во дадена ситуација да ние се правдаме пред граѓаните дека сме недомачини и дека трошиме неконтролирано. Така, тоа трошење на неконтролирани, пак ќе се повторам, има совесни советници и несоветни советници. Сега, за следната седница, јас се изземам за право, пак ќе дискутирам оваа точка, во точка разно, заради тоа што не можеме во еден пакет да бидеме несовесни советници. Така да, следниот пат кога се проектира расходи за репрезентации за духовен фест, треба внимателно да се внимава. И сега со образложение на стручното личе за финанси, дека мора да се платат сметките на угостителските објекти. Тоа и јас го знам дека мора, но да видиме кој част носи одговорност. Кои се подписници на тие и што се јадело и што се пиело там. Така да, тоа е делот на репрезентацијата. Отчет да се даде. Кој ги подпишал и колку подпишал. И зошто подпишал. Идеме за скипот. Ставката за трошење на горивото. Знаете дека ние скипот со одлука на совет го префрлиме во комуналното предпријатие. За следниот совет сакам да ми се достави и го повикувам директорот на комуналец колку работни часови се потрошени на скипот. Знаете е просечната потрошувачка на нафта и така да тие покриени фактури од нафтата за скипот да бидат издржани со работни сативи и потрошувачка на гориво. Мора да се платат, знаеме дека комуналното предпријатие нема пари од каде да ги плати и мора општината да ги плати тие нафта и тоа сме, дали сакаме или не сакаме, треба да се платат тие. Но дали е правилно и домачински користен тој скип и доаѓаме до едно од најзвучните прашања, дебати, превремени вработување, како и од секогаш. ВМРО ДПМН како и обично прикажано како кочничар во општина Росман заради тие вработувања, но ВМРО ДПМН секогаш дава поддршка за тие времени вработувања и минатиот пат со домачинско образложување од страна на лицето за финанси даде согласност, значи ВМРО ДПМН до сега не е изгласал против носење на буџет, до сега едногласно минеле буџетите, сега малку овој ребаланс треба да најдеме заеднички јазик сите заедно како да поминеме, а никој да не биде оштетен. Беа 3 вработувања, сега Дуле е еден од тие вработувања кој е возач на скипот. Имам информација дека е веќе префрлен во комуналното предпријатие. Не, значи тоа е проблем. Сега во моментот, заради тоа што треба и за него да се издвојат средства, Анастасија е прекрасна потенцијал за општината, не би сакал да не биде во општината. Секогаш давам поддршка за интелектуалци и ентузијасти како неа, како што познавам овие месеци, гледам дека има потенцијал и дека ќе одговори во целост на правникот Лазар кој оде во пензија. Сега за останатите нисум имал контакт, не знам дали одговарат на своите работи задачи, тоа градоначалникот најдобро го знае, но после мојата дискусија треба да донесеме правилна одлука за сите да бидат на некој начин неоштетени. Така. И уште една сугестија, забелешка, во следните ребаланси или предлог буџети на општина Росуман, овие ставки, како што се, например, че ја земам 425-990, вика други договорени услуги.
во секоја ставка имаме подставки, други материјали, други договорени услови, други ова, други она. Сега, моја сугестија, да, покрај, ако нема место, ако немаме хартија на листот, да ни се достават нас советниците, кои се тие други, за да не бодат оти најмногу, еве ја од искуство кажувам, кога го гледам ребалансот и одма очите ми бегат на тие други теховни расходи. И одма гледам дека нешто се случува така. Што е исплатено? Да немаме вакви натегања, дискусии, противречења, да немаме како да кажам, впечаток кај граѓаните дека тука нешто не штима, дека нешто не да ни се образложат за овие дискусии да ги сведеме на минимум. Така да, од после појаснувањата на лицето за финанси, стручното лице за финанси, Радко, ние сега сме, јас ќе кажам, во офсайд ситуација. Треба да го донесеме буџетот, сите негови образложувања се издржани, нафта, репрезентации многу сме истрошиле за духовен фест, ова, она, тоа знаеме дека мора да се плати. Превремените вработување пораснале од 3 на 6, и тоа го знаеме. Во тие 6 луѓе, во 6 души, слободно можам да кажам, има многу квалитетни дечки, а останатите не можем да ги коментирам. Заради тоа што сум немал контакт со нив, ама слушајќи, мислам дека градоначалникот треба да се преиспита за некои од тие лица, не сите. Така да, после мојата дискусија, ако се служувате, ние да направиме една пауза, заради тоа што е многу жешко, и да видиме што понатаму. Само јас да говорам, повика па да... Значи, колега ме нападна директно за духовден, јас го организирам духовден, значи 12 години, до сега никогаш не имало ништо проблем во тоа. И сега немаше проблем, ако нешто некој не сакал настрана да седе и да се седе да си гледа далеко. Значи, духовден се организира, како што знае, сите советници се заедно и седат заедно со гости. Значи, имаше гости, овој пат морав јас да бидам понастрана од вас, затоа што беше тука градоначалникот на Бергама, а друг турски не знае да зборува освен мене, и морав да бидам со него, затоа што тоа е градоначалник на 120.000 жители, не е како нас, и затоа треба да бидеме благодарни што имаме таков гостин во Росума и што може многу да ни помогне во понатамошната политика наша и да биде, за да стане во дел, многу поголем дел што може да инвестират тука луѓето. А репрезентацијата за трошковите, јас ги прочитав и минатиот пат, кои се трошковите за хотелите. Хотел Фени, спија таму србите, романците и србите романците беа 15 срби и 8 романци. Значи тоа се 82.000. Вила Бела 20.000, спија таму 30 турци 3 дена до тоа четвртокот. Боби РК има 69.000, донеси горе во старата школа салати и пијачки, плюс горе ден во саботата кога доме после тоа требаше да ги одведеме на вечера гостите, не може да ги оставиме на улица да стоат да гледат тие како го викате вие пејачот, што не го знам како се вика. Имаме 42.000 кафиња, тука србите пак ви пиете кафе, ја ниеднаш не дојдов тука во Еригон да пијам кафе. Пак советници со тие гости, 42.000. 35.000 имаме за музиката и за други работи таму што сте за бина, имаме чито 18 јадарки, тие се тие трошкови. И минатата седмица ви кажав кои се трошкови што јас сум ги подпишал. И што треба да ги подпишам јас како председател на комисијата. Што нигде тука нема нешто повеќе од тоа што бил. Не знам од кај тие маме дека јас сум крив за таа организација. Толку од мене, а за скипот ќе побареме тоа, се слагам со тебе, за скипот треба да биде комунално да си ја преземе одговорноста, го дават на испомош, треба да си наплатат од саат за тие скип, да си направат ценовник колку треба да земат и не може тука да се праве малверзации. Копал скипот, треба општо да плати, а некој ќе наплати за тоа. Тоа да го заборавиме. Што треба да се скипот, да се напише саатот, колку саати, наплати од саат 50 евра,
парите на каса прими да легнат во фирмата или во поштата. Така се слагам. А иначе со тоа дека ние ќе го плаќаме скипот од општината, таа не се слагам така. Значи нареден пат нема да гласам јас за такво плаќање. Што не се слагам со таква работа. Ви благодарам. Ако некој има збор, повеќе. Појдеш. Значи, председател, ако добро ме слушаше, ја не посочив имиња. Ја само кажав совесни, да, одговорност е това. Совесни и несовесни советници. И за следната седница јас побарав лично сите фактури од угостителските објекти од кои се подпишани и да се даде кратко образложување. Некои си, несовесно е за мене и недомаќински е неколку особи да подпишат сметка од 69.000 денари. И лично, еве, јас ќе се заложам, и лично јас ќе отидам ки дадениот угостителски објект да видам, еве сега, да бидеме сите одговорни, дека во овој состав да отидеме, да седиме до вечер до 12 сатот, не може да направиме сметка од 69.000 денари. Така да, тоа ќе го дискутираме следниот совет во точка разно, реков. Да видиме што е подпишано. Тоа е едната работа. За скипот сме јасни. Сите имаме едногласен став. Сега треба да донесеме одлука дали тој скип ќе се управува сам или со некој лице. Дали ќе стои или нема да стои. Ево така. Чекай, Што за ајде пауза, после пауза ќе кажеш. Ајде, Ајде, продолжи. Аман, појде за да се Малко да се изваѓа, да не биде жешко, да слушаме некога. Вака, јас се слагам со колегата Јованџи што кажа за тие договорни услуги 425 ки што одат се така други финансиски услуги, бидејќи гледам дека во капиталните проекти нема зголемување, би предложило договорните услуги 100.000 да извадиме да ги пренамениме во капитални. Благодарам. Да е некој друг разбор? Нема. 10 минути пауза. Почитувани колеги, го ставам на гласање ребалансот на буџетот на општина Росово за оваа година. Кој е за? Пет за. Кој е против? Здржани? 4. Што го предлагаш со вакво, сега па што направи? Шо? Ами нели со амандманите, зашто па ги поступиш? Па не ги брише тие амандмани. Ги бришеме сите амандмани да со. Значи забележите, Да. ставте вашо ви одговарат. Не слушате Не. вашо кажем А забележите, Павле што ги предложи ги става сите. Да ми време да ги ставих на 300 или на 280. Ставите пара гласање. 280 се ставени на Да. јавно осветлување на малека Да, презентација да. и од 425 990 100.000 ставени се еве и на плюс Значи викаме од време 180 Од времени вработување извадител. само од репрезентации од 425 990. Стави го кажу реклама од време, стави го баш каде гласаш. Ако не бива така. Втора точка, може, предлог годишна програма за работа на основно општинско училиште Пери Тошев Росово. Кој е за оваа точка? Ние чекаме. Ами, оставив јас на гласање, више може да седнеш. Добро, ако има некој прашање. Дали некој има некој прашање за оваа точка? Значи го разгледаме на мејл, беше пуштен. Се случува нешто ново, добро е, во ред, супер, изготвен. Няма никакви, ја немам белешки. Позитивна критика. Добре. Доставам на гласање. А, по-време. Не. А ја реков, не сакам да кажеш. Тогаш ще ставам точката 2 годишна програма за работа на основно училище Пери Тошев на гласање. Кој е за? 9 за.
Точка 3. Предлог одлука за зголемување на бројот на децата во јавната установа детска градинка Праскичка во Росово. Дали некој има забелешка на оваа точка? Дали сека збор? Не, ја ставам на гласање кој е за. 9 за. Точка 4. Предлог барање за финансиски средства за новата сезона на поднесена од ФК Росово на Сумус 3. Дали некој Тоа е веќе влезено ребаланс. ставена? Што оставаш на гласање? Нема да Ај може да изгласам како. Ајде. Че име точка ставена може да гласам. 1000 на плюс. Да ставам точките на гласање кој е за. 9 за. И пета точка советнички прашања. Не. И да смениме прво вашо беше 6 што предложи градоначалникот, анекс договорот, го ставам анекс договорот на гласање кој е за. 8 за. И пета точка советнички прашања. Дали некој има да праша нешто? Советничките прашања можете што беа прашања за следната седмица ги има. Во ред. Значи некој друг нема некој за друг. Со ова го истргнеме дневниот. Јас имам. Може? Може. Директор може да иде. Поздрав и благодарим. Поздрав. Сакам да го прашам градоначалникот кога ќе се гради улицата во село Трстеник. Едно прашање, зошто не се чистат локалните патишти во сите населени места? Трето прашање, зошто не се обележени возилата на јавното претпријатие Комуналец и на општина Росван, се уште? Што презедате за асфалтната база? Имам 3 барања поднесено, нито едно ми немате одговор. Тоа е. Граничалник, говори. Честитам член на совет, Златко. Во однос на првото барање ваше за улицата во Трстеник, се прават во Министерството, мислам дека оваа недела е повикот и во наредниот период по завршување на повикот, кој што ви кажам, тие се преку Светска банка, верувам дека знаете, кој што и вие како член на претходниот совет се бидете вклучени во тоа, ќе влезе ќе се распише повикот, што не го распишуваме ние, Светска банка и се надевам дека Само значи не е уште распишан. тоа они го знаат најубаво. Немаме информација, не Да, распишан. значи, Жителите питуваат кога више еднаш се гради. Денеска стигна на мејлот за соопштение да се известат дека ќе има граѓани активности на улица што не се аплицирани Светска банка. Во однос на асфалтната база, знаете дека поднесиме до градежен инспектор. Зошто немам одговор? Зошто немам? Ја не знам. Друго барање за рушење ти донесе. Значи барање за рушење, значи не се нема, гледам работе, чуј очка. Кај само тоа барање? Добро, еве, ако сакате утре заеднички ќе отидеме кај градежните инспектори и ќе видиме зошто не е постапено по нашето бач. Еве, ви предлагам заеднички. Вие плаќате градежен инспектор. Не, јас и вие. Советот. Добро, вие пуште, колку и пуште? Заеднички Прашање, ќе поставам колку и пуште. Колку имате пуште? Океј, ја те одговарам сега. И сега да го одговоря сега на прашање, после много. Да не ставам да само да се. Не, таман, Добро, останеш. И во однос на одржавањето на полските патишта, пробуваме да ги одржуваме колку што можеме. За жал немаме доволна механизација во јавното комунално предпријатие. Имаме аплицирано преку Бирото за регионален развој, за Мулчев и за други работи. Комуналец го знаете во каква состојба е. Се надевам дека ако ќе ни добрат, ќе почнеме нормално да функционираме. Исто така, како што знаете, сега да не го повторувам директорот на јавното комунално предпријатие, има потреба и таму од луѓе, од повеќе луѓе, со цел да ги постигаме сите обврски навремено. Сега зборувам од името на јавното комунално предпријатие. Од место само да не ставам, не знам. Значи имаме донесена програма за редување на улици и патишта. Има да не 300.000 денари. Зошто не ги трошим тие пари? Ама одржавањето на јавната чистота. Не, значи треба да се косат локални патишта и улици. Значи локалните патишта, Трстеник, Манастир, Село Лошо, Светој, Гранки. Океј, ти сакаш да предложиш тие 300.000 пример што ги имаме да разпишеме и да некој да ги одржава, така? Значи, нели имаме донесена програма? Уредување на улици и патишта. Да. Зошто не се уредуваат улици и патишта? Ти викам, со оглед на механизацијата што ја имаме, тоа го правиме. Колку што можеме да Други постигнеме. луѓе, сега како првиот пат се изврши косање, може и втори пат да се изврши косање. Тие пари потрошени ли се? Не, првиот пат кога се добиваш донација, не беше. Значи можеме да ги употребиме тие Да. 300.000. Да се искосат од тие пари. Дефинитивно, ама сепак ја мислам дека по-добро е ова да го дискутираме заедно со директорот на Комуналец ќе дојде и заеднички да видиме како би. Абе луѓе че има сообраќајки бе. Те Пола разбирам. плата за земјам бе. Разбирам, Пола плата јас со те- гранки и со блор таму со сите работи. Не знам. Разбирам. Благодарам. Некој друг прашање? Повели Павле?
Градоначалник многу пати го постави тоа прашање и паче го постави, значи макамо и на жителите и на луѓето за превозот, значи го рекоме тога, како што викаме и пак се повторуваме, 1 март, 2 април, 3 мај, јуни, јули, август. Докаде е таа работа, донесоме некој правилник како се одвива, од тоа нема ништо, дали докаде ќе функционира тие превози, нема да функционира. Джими, можеш ли нещо да кажем? Чек само од градоначалник одговори. Само набрзо да заборавам. Ајде, ходи. Заборавих да кажам, од наредната седница Ристо Јошев, а нема мојата поддршка повеќе, како председавач на Совет. Фала, Даки. Е. Поде градоначалник одговориме на... За превоз. Ние фактурите што беа за нафта и за телефон. Со ова го исцрпиме дневниот ред и ја завршуваме 13 седница на Советот на општина Росима. Ви благодарам на присуството.